Од самиот почеток тврдиме дека проектот Скопје 2014 е најкриминалниот и најзабеганиот проект на владата на Никола Груевски. Особено затоа што Македонија е земја во која секој трет граѓанин е сиромашен, а владата на Груевски наместо да се грижи за живите луѓе, единствено се грижи како преку градење на споменици да си ги наполни џебовите. Тоа дополнително и ќе го потврдиме. Денес ја информираме јавноста за една нова, огромна афера во режија на Груевски и фамилијата, која не може поинаку да се протолкува, освен како патриотска метла. Зашто станува збор? Пред 3 месеци, или поточно на почетокот на август оваа година, се констатира дека под мистериозни околности е исчезнат поголем дел од тендерската документација поврзана со проектот Скопје 2014. До овој момент располагаме со информации дека недостасува тендерска документација за најмалку 14 проекти, но сосема е веројатно дека обемот на исчезнатите документи е многу поголем. За некои проекти недостасуваат претежно понудите, за други конкурсните трудови. И едните и другите се клучни документи за конечниот избор и вредноста на тендерите. Да резимираме. Во Министерството за култура или некој свесно ја уништил, или ја украл за да сокрие поголем дел од документацијата за милионските тендери за Скопје 2014. Мотивот за тоа веројатно е злоупотребата на огромните суми народни пари. На сите им станува јасно дека Скопје 2014 е класична портокалова пералница за пари. Со последната операција Патриотска метла, ВМРО ДПМН од еден криминал влегува во друг надграден и проширен криминал. Со други зборови, еден криминал се обидува да го сокрие со друг. Уште побрутален и поочигледен криминал со уништување на тендерската документација. Самиот факт што за овој случај цели 3 месеци се молчи и се држи во најголема тајност од страна на владените институции, говори за каква мега афера станува збор. Пред да ги соопштиме дополнителните информации, ја повикуваме Министерката за култура да ја информира македонската јавност како е воопшто можно да се случи ваков скандал поврзан со милионски суми народни пари.